Ученици, професори, членови на велосипедски клубови и голем број љубители на велосипедот како превозно средство се вклучија во велосипедското дефиле низ Кочани за да го одбележат предстојниот 22 септември светскиот ден без автомобили. Организатори на дефилето се спортскиот клуб Тркало од Основното училиште Раде Кратовче, Основното училиште Малина Попиванова како дел од веломрежата на Република Македонија, Сдруженијето Екологик, Швајцарската агенција за развој и соработка и општина Кочани. Во велосипедското дефиле се вклучи и градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, кој повика жителите на Кочани што повеќе да користат велосипеди наместо моторни возила. Тој рече дека во иднина се размислува да се коригираат одредени улици со велосипедски патеки. И навистина денеска се чувствувам убаво што на еден символичен начин можеби јас ќе се вратам во помладите години кога велосипедот беше едно од превозните средства и навистина е убав момент и да се потсетиме и да покажеме и на помладите, а и на поврасните дека овие денови, а не само овие денови, него кога ни дозволува и времето и периодот да го користиме што е можно повеќе другите видови на превоз, односно превозни средства кои не го загодуваат воздухот и ќе допринесат за подобра животна средина. Навистина ваквите манифестации треба да бидат почести и секако помасовни и дека треба да сите настојуваме да створаме што е можно подобри услови да велосипедот биде едно од алтернативните превозни средства. За жал, ова што ме прашавте како во останатите градови во Македонија, така и во Кочани, значи еден дел веќе е пропуштено, што значи дека урбанистички нашите улици не се предвидени за велосипедски патеки и во овој момент на вистина во тој дел се соочуваме со проблем и размислуваме и урбанистите во делот за урбанизам имаат задачи добиени од моја страна да размислуваат и во иднина постоечките улици каде што може да се направат велосипедски патеки, тоа да се направи и новите улици кои што ги проектираме во принцип веднаш да бидат предвидени вакви велосипедски патеки, се со цел да ние допринесеме да велосипедот биде едно од помасовните превозни средства на граѓаните на општина Кочани. Директорот на Основното училиште Малина Попиванова Благој Петров, како организатор на настанот, соопшти дека покрај велосипедското дефиле во одбележувањето на неделата на мобилност се дистрибуираат летоци со пораки за користа од возењето велосипед, а во трговскиот центар во Кочани учениците изработуваат цртежи преку кои се пренесуваат пораки за поздраво живење без автомобили. Уклучени се сите основни училишта, а носители да речеме се Тркало да Раде Кратовче, спортскиот училишки клуб и Малина Попиванова, кои се дел од веломрежата во Македонија, каде што се негде околу 12 училишта во целата држава. Други акции има, во моментот низ градот ученици делат флаери и на самите флаери има појаснување што значи да се биде да се вози велосипед, колку е корисно за самот возач, за околината, за граѓаните и сите тие работи. И другата акција ќе ја видите долу, што ќе биде крајот, тоа е пред во центарот, во трговскиот центар, таму ќе бидат ученици од Раде Кратовче, каде што преку цртежи ќе го излезнат истото тоа што го бараме сите на велосипед за оваа недела, а и во текот на целата година да биде. Те уште имаме малку некој стереотип дека се плашат дека е опасно со велосипед да се оди, меѓутоа ние гледаме колку можеме да го промовираме како безбедносно, заедно со полицијата дека може додати да излегуваат и во градот и на училиште слободно, затоа што скоро во сите училишта има и веќе паркинзи за велосипедите. Воедно со оваа активност се одбележува и неделата на мобилност која трае од 15 до 22 септември.